Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. И во ова ново издание ви ветуваме убава музичка дружба пред камерите. Мојот денешен гостин и соговорник е наш млад, надежен музичар и пејач, имено станува збор за Тоше Ангелески, момчето со, јас ќе кажам, посебен, харизматичен и многу симпатичен глас. Ке си го поздравам токму одовде во студиото на телевизија Сонце. Тоше, многу ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна. Како си? За прв пат кај вас тука во телевизија, за прв пат кај тебе емисија, се чувствувам одлично, супер енергија, ти одлично како и секогаш, така да мислам дека ќе се направи многу убав разговор денес. Така, ние малку од подамна го договараме ова дружење, меѓутоа ајте сега му дошло времето да се изреализира. Како треба ќе биде, да, јас и ти се запознавме во Охрид на еден убав музички настан. Тоше, од кога љубовта кон музиката? Ти си релативно и млад, живееш во Струга, роден во Битола, меѓутоа твоите во Кичево, се живеели во Скопје. Ајде од самите почетоци јас би сакала на твојата кариера и животна патека. Вака, ако тргнува во почетоците, јас сум по потекло од Кичевскиот крај, од Кичево поточно, ајде, околината на Кичево. Се занимавам, мисля, љубовта према музиката е многу мал. Почнав да се занимавам да проучувам музика, не знам, пето деление, второ пологоје, така тој при не знам која година точно, сега да не е 2011-12, мислам дека беше. Ако тато и мама сигурно знаат, ќе ме поправат на тоа. Од многу мало да ја сакам музиката. Почнав прво како хармоникаш, јас хармоника учев како дете кај еден наш наставник тамо Зоран Раминовски, како нижо музички спаѓаш тоа, ама за да почнам професионално да се бавам со музиката, се запишав во музичкото училиште во Струга, каде што и завршив. Тоа е средно музичко? Тоа е средно музичко, во Струга и супер си поминав таму, затоа и љубовта према Струга. А иначе, да не заборавам, роден сум во Бител, во болницата, само една недела да имам седеме со мајка, иначе немам живеено. Да нема недоразбирање. Так. Иначе сум горд кај Чеширен во секој случај, и како што знаеме, најдобрите пејачи сепак се од нашиот крај, Кичевскиот крај. Со гордост го кажувам тоа и тоа се фактите кои публиката ги кажува. Потоа музиката, како што расте амбициите и желбите, продолжи на достудирање во Штип на факултет. Таму завршив соло пеење, споминав супер живот и Тоа што ти ја прошата по Македонија со живење и со школување. Јас сум човек авантурист, сакам да шетам, сакам да патувам, сакам да пробам добра македонска храна од секој крај и прилично стапите ми се така сконцентрирани цела држава. Не сум, да речем, локално настроен да мора само пример да речеме Струга, Охрид, Кичево да пејам или не знам во Западна Македонија. Обожавам да пејам и Делчево. Демир Капија, сега баш по пат кога да се кај вас догорев датум за свирка, едноставно си ја сакам Македонија, тука живеам и фала Богу не планирам да се заселам тука. Ги спомена твоите, значи ли тоа дека потекнуваш од музичко семејство, колку родителите ти се ветер во грб и поддршка секако? Поддршка во секој случај, дека ми се да не биле тие немало да бидам јас прво ни музичар, второ поддршка како мал и нормално и финансиска, мораш да одиш ти Струга, па затоа за се треба финанси, да не се лажиме, али пред се и желбата, посебно таткове, мислам дека 5-6 години човекот не ни спиеше, само беше со мене цело време да ми помага. Тој е доста музикален, не се занимава со музика, има многу музикален, дури и по-музикален за некои работи од мене. Иначе фамилиарно сме немале некој професионален музичар во нашата фамилија. Порано пред, да речеме, не знам, 50-60 години отприлика, мој прадедо или прапрадедо, дедо на татко мој бил најдобар гидаџија во село Лавчани, од каде што потекнувам јас и таму ги правил тој копачијата према Охрид делот што е од десна страна, кај што автопатот прави моментално, новиот. И тие селски веселби, свадби, збиранги и работи во тоа време правиме пред 5-6 години, тој ги музичкиот дел бил негов, така да во гените имам некои музички примеси на тој западњачки на стил, кичевски, ама така во секој случај, ама нешто професионално, да речем, да се бавеле со музика, јас сум прв што и средно факултет, еве и творам и авторска музика, преработки, телевизиски емисии и сите други гостувања, како што долигуван пејач што се бави со естрадно пеење. Факултетот го продолжуваш во Штип, која насока? Насока соло пеење. Сем беше поврзано со пеење. Да средно теоретски учев, затоа што немаше, мислам,
дали немаше во струга или па не ни бе во тек тој период, али соло пеење завршив во Штип. Кој е Тоша Ангелевски денес? Соло ја тераш кариерата, претпоставувам, кои инструменти ги владеш? Па знам да свирам аматерски гитара, тапани знам да свирам добро, синтесайзер, клавир, тие хармоника, веќе ми се матични инструменти, од многу мали, па немам некој многу голем обем на музички инструменти, се базирам строго на пењето, градам соло кариера, како и фолк изведувач, како и поп изведувач, повеќе фолк. Што најдобро ти лежи, Тоша? Каде најмногу се пронаѓаш? Па најдобро ми лежи жанр на музика. Искрено најдобро ми лежи, најсигурен сум во тој наш кичевски западњачки стил, народен, во стилот што го ставија Војо, Билјан и таа постара гарнитура. Едноставно колку пеам и опера на факултет, пеев опера, тоа мораше да студирам, пеам и поп музика, али дали тоа е во гените, во крвта, што викаме, дали па малци и нашиот кичевски регион ни е познат по така по изразено патриотски чувства, деца мали, ние не знаеме за нешто друго освен за патриотизам. И така сме задоени таа некоја фолклорна музика, свадбарски стил, патриотски стил, едноставно тоа најмногу ме храни, искрено дори збораме весежам, камерите за сведок на тоа и во тоа сум најдобар. Ами најмногу сакам, а сегаш си најдобро тоа најмногу што сакаш. Така да ајде да речем во нашиот западњачки народен фолк стил, а и забавна музика пеам со задоволство, нормално да не бидам погрешно сватен или дека избегавам да интерпретирам. Имам настави кај што стварно стрикно пеам. Забавна музика, имам настапи свадбите денеска, знаеш, нешто тоа. Имам настапи, да речеме, дали по манастири, цркви или некои други работи кај што стрикно се пее народна музика, фолклорна музика и така да. Колку школувањето на гласот, можеби така ќе кажеме, ти помогна во она кое што го работиш и правиш денес и колку е потребно денес музичарите да бидат школовани за музика? Па реално доста помагат. Сега зависно на каков начин го гледаш тоа школување, зашто класична музика е една работа, естрадно пеење, за да бидам појасен према гледачите е нешто друго. Помага пред се, да, али мислам дека е најдобро ако сакаш да се занимаваш со, да речеме, фолк музика или со поп музика или со опера, да се насочиш цел живот на тоа. Затоа што од музички аспект се развиваш. Да, окей, помага факултетот да не правиме, мислам, музика слушаш коли ги купуваш на еден начин, али стрикно за пењето мислам дека најдобра варијанта е тие што се занимаваат со класично пење да се на класично пење, тие што сакаат фолк да се на фолк, тие што сакаат поп музика да се на поп, затоа што добро е како мене да знаеш три стила да професионално да ги пееш, мада што на моменти знаат да се помешаат брзините, ама во секој случај е добро. Али да се делат, мислам. Так. Мора да делиш стилови. Што најмногу бараат на твоите настапи, каде си најмногу ангажиран, во кој дел на жанр на музика? Па вака, најмногу сум ангажиран во, да речем, народниот свадбарскиот дел, каде што, тие веридби, мекици, слави, роден ден, сега е тренд голем да се прави свадба, крштевка, роден воен, нали, тоа венчавка, тие работи 5 венно го викаме. Так. 70% настапи да ми се така, другите 30% ми се во етно ресторани, во ресторани кај што пеам и народна и забавна музика, кафичи, дискотеки кај што нормално по младелашка музика се пее по забавен стил некој, така да 70% сум ангажиран околу фолклорна музика, тој свадбарски стил, кој што е најмногу баран реално во нашиот регион и доста свадби се прават во нашиот регион и преку недела и за викенди, има доста работа. Има ли простори, место и доволно веселби во Македонија за сите музичари на сцената денес? Па реално имат, да, затоа што зависит, имат музичари, зависно секој музичар во која класа спаѓат. Сега вложувам, инвестирам, денес дојдев од Струга за се цени ли тоа Тоша твојата емисија за да и го препознават ли квалитетот Па да, реално го препознават, мада што малце поспоред во Македонија тоа. Поспоред ќе слушнат еден од изен на цена, друг за друга цена, гледаат кој колку е активен по музички емисии, по телевизиски емисии со авторска музика, кој колку инвестира, затоа што кој ќе слуша некој многу висока цена, да, окей, висока е цената за свирката, ама да видиме што имаш ти во CV. Тоа по професионално кажано, дали имаш своји песни, дали имаш преработки, дали си активен по музички емисии, затоа што има музичари свират многу, ама не се негде активни по телевизија, да речам тие работи, затоа што немаат доволно квалитет, а свират колку да завршат работа. Ама да што јас сум, да речем реално во сам се осеќам дека сум во друга класа кај што треба да инвестирам, дека мислам дека имам доволно квалитет,
и преголема амбиција во секој случај. Минатата година те видовме и на Маквес со своја авторска песна. Со кого соработуваш, Тоша, и каков беше пласманот таму? На Маквес соработувавме со композитор Тилија Чосевски од Штив, да го поздравам во овој момент. Предобар човек. За композитор не сакам да разговарам, како човек многу добар. Понувавме супер, песната да беше доста прифатена, песната е исто доста слушана на Инстаграм, Фејсбук, на сите други музички платформи. И мислам дека со Илија би имали, че имаме сега во блиски подарешени на соработки од аспект на така позабавна музика, може некои народни преработки да правиме со Илија, зашто тој е интерпретатор на народни инструменти. Многу добро познавам македонска народна музика и доста песни познавам што не се воопшто извадени во етер, да речеме. Имавме некои муабети за такви проекти да правиме, тоа том потом, како и да е. Какво беше искуството на Макфест и ете, Макфест денес расадник ли е на нови хитови, нови музичари? Па Макфест е многу добар фестивал со многу добра организација. Полека кој што гледам од година за година знае да изгледат и некој хит од таму, знае и да некој млад музичар како мен или како некој други да станете колеги што бевме за прв пат на Макфест таа година. Работиме, функционираме и искрено мислам дека на сите ни помогне и јавно давам поддршка за Макфест и сите други страни фестивали. Да бидат, да речеме, еден стожер на нас на младите пејачи, да има кај да се представиме и да имаме одредено влијание со нашата музика и да промовираме добра музика, пред се македонска музика, затоа што мислам дека имаме некој дефицит на добра македонска музика, не само направи нешто извади, затоа што досега сум имал понуди преку 30 песни имам одбиено, да не снимам пошто зошто што викаме народски, затоа што ако снимеш што мора да остане трајно. И тие досега што имам 2 песни авторски снимено се окей, добри песни, врват лесно кај публиката и се нешто што може и после 10 години да ги слушам и да не бидам пишман за тоа дека сум ги снимал. Оти сум комплициран како карактер за да прифатам се. Кога говориме за своја авторска музика и создавање на своја музика, на што се работи периодов конкретно? Па периодов се работи конкретно на ексклузивно кај тебе ќе кажем, оти прв пат сум гостин и добро се чувствувам. Работам на мој албум со македонска фолк музика, ново компонирана, со неколку познати композитори, музичари, мои колеги. Еве да го спомнеме Спасен Селјановски, со него работим и со Златко една така наша кичевска убава песна. Има и други композитори што соработувам, исто Анита дајме да ја поздравиме и тоа ќе биде по моје нешто се што имам фактички до денес, од животно искуство и од сите мои животни случки, дели од фамилиарни случки, напишано во еден албум, песни посветени за луѓе што ми значат во мојот живот многу. И пред се тоа ќе биде еден поклон за моите родители, моето семејство, за татко и мајка ми, брат ми и сите останати од тесниот круг на моето семејство и тоа ќе биде нешто неголемо за мене, па после тоа ќе видиме што ќе биде. Битно се работи моментално на албум со фолк музика на Тоша Ангелески. Исто колку што се работи, толку има и настани. Јас те следам постојано активен си како во Македонија, така и надвор. Има ли надвор од државата настапи каде што те ангажираат како музичар? Па претходно прошлата година поѓавев и Србија наставува реално и Косово, мада што моментално не ми е тоа некој голем приоритет. Моментално сум сконцентриран строго каде што има македонска публика, пеем македонски забави, народна музика, нормално под цркви, надвор од Македонија. Сега последно бевме на нека приватна забава во Франција, преговараме за нешто за нека македонска забава во Италија периодов и така за Германија нешто околу Дортмунд, ако не се лажам, имам некои најави, така да ќе биде интересно следна година, последно ќе има доста настапи надвор од Македонија, ама македонски забави. Дел си патриотски и така. Кога ги споменавме музичките случувања, музичките фестивали и настани кај нас, колку ние се запознавме конкретно на еден таков музички настан во Охрид, колку се потребни ваквите настани, од друга страна колку учествувате како млади надежни музичари, пејачи секако на истите, колку ве канат на музички случувања, на музички емисии? Ето околу канањето мисля, добро што го спомна. Македонија некако нема навика да се канат и да се промовираат. Да речем помалце познати музичари. Нормално има доста звезди тука, е полна, дали фолк, дали поп сцената, значи имат многу пејачи. Сега дека фалат такви настани, дека фалат општински настани, каде што се присутни помлади пејачи, фала, затоа што гледаме реално од секој град, дали од Охрид, Кичево, Струга, Битола, Дебар, не знам, Прилеп, има локални музичари.
покрај тие локална музика може да донесеш и звезди, не од страна србите работи, не се прифатени едноставно, не ги сакаме. Македонски музичари, македонски поп, рок, што и да е во Македонија има многу жанрови што се одржуваат на македонски јазик. Музика за рок музика имаш рап и разни работи. Зошто да не се поддржи тоа да мора цело време да увезуваме, а реално се многу потребно преку целата година. Дали како зимски приказни, дали како Божја книга, дали како новогодишни, дали околу Великден, значи преку цела година реално ако се добро работи нормално со поддршка од Министерството за култура би било пожелно да има повеќе такви настани за да Тоше учествуваш на фестивалите со награден карактер. Па на фестивали планирам од година здравје, со дели со некои песни од мојот албум, планирам да ги промовирам. Нормално за кои фестивали треба добро да размислам, не сум човек што само да се појавам, сакам да размислам малце поќе каде што би вредил мојот успех со плод. Оти не е баш и по секоја цена да сегде мада што и за интервју за тие работи, стварно бирам кај да ми еве денеска одбрав да идам од Струга директно. Ти благодарам многу тоа е почет голема према тебе за твојата професионалност пред се. Ти благодарам Тоше. Споменавме повеќе композитори и музичари, се надзирали некој дует, можеби ете и други музичари со кои што соработуваш? Многу интересно е што како да ми читаш мисли. Да, имам се работи на дует со една млада многу позната пејачка од македонка, да. Ама нема да откриам која е, ќе биде многу интересен дует. Уште работиме околу деталите, оти не е 100% официализирано за да ја откриеме неа. И ја поздравувам, знам дека ја следи емисијата и ќе биде многу добар дует. Тоа мислам дека се дружите ли естрадно, ете и со помладите колеги, колешки, меѓутоа и со повозрасните и колку тие се отворени за ете да пренесат некој совет, препорака, критика до вас помладите? Па реално со помладите знаеме да се дружиме. Поќе постарите се поголемиот дел фамилиарни луѓе, дека се нешто многу искрени да не получат, не се многу да ги скараме вака, затоа што сепак ние владите на момент имаме трема за да побараме некој совет, а тоа треба постарите момчета да го знаат и да не получат како нивни деца. Оди поголемиот дел се познаваме и треба малце поќе затоа што нивното време полека. Светот на младите останува. За минува светот е окей. Сега малце да се даде акцент на млади музичари, а и да ни дадат совет што е подобро за нас едноставно. Оти баш во последно време разговараме со многу млади колеги, некако конфликтно се јавуваат вака по телевизија, сите скриваат и се цудат цвеќиња, ме разбира, јас сум тако малце што сакам теми што не се на телевизија моја да ги отворам и знаеме често да имаме и на еден начин и судирен интерес и едноставно временски непоклопувања. Тие се растени во едно време, ние во друго време. Нашето време, пример, песна без спот не може да бъде, не врави сега. Тие се научени, например, една слика да става некаде или да поминет. И се тие работи и тие трети од нас не дочат и ними мора заеднички на работа, едноставно да ги Кој е балансот помеѓу традиционалната македонска народна песна и современите трендови кои што се бараат и кои што ги бара модерното време денес? На секое време може да се одговори адекватно и према потребите на народ. Да, младите знаеме какви приливи имат на музика од страна, кај што се пее за се и се што. Да, окей, јас сум го слушал, тоа прилично млад сум, јас пред 4-5 години сум слушал и јас таа музика, али кога има нешто добро македонско, да не е од екстремно примитивен карактер, на едно исто место си да спознемат. Во едно исто место мора малце креативност да се зголеми и да се направи, мислам дека фали во Македонија малце по урбан фолк, мислам. Значи, сите се концентрираат или на тоа нешто измеѓу немат. Да има некои примеси на по-забавна музика, да има примес, не знам, и на дисторзија од рок музика, тоа моментално ние кичачаните за првите зачетоци ги правиме во тоа, кај што во народна музика се стават и дисторзија гитара, а и звучи добро, едноставно да фатиме поширока јавност и затоа сите мислите на начин вие кичачаните, као немојме место од вас да фатиме, не. Во свадбарската музика сме најдобри. Сега во новите трендови што ги правиме, пак ставаме по-забавен примес, по-вапона, едноставно музиката нема граници. Сега како што е измешана стара музика, нова музика, еден заеднички сонос би бил
и од тоа нешто таму и од тоа нешто таму и да собереш да представиш. Меѓутоа да се задржи оно традиционалното секако. Традиционално пред се треба да заврши по самиот мелос на пеење, по самите зборови тие работи, да, али да биде поприфатливо малку за поширока публика. Тоа е моја лично мислење. И за помладата категорија на збориме за прилично помлада публика и да може да на начин да ја прифати таа музика, оди таа музика е нивна, наша, своја, мислат. Затоа што јас вадам музика за народот. Ако е само за мене, секој ден пеам по сат-два дома, вежбам и тоа е за мене окей доволно. Ама ние вадиме за народот да не поддржи, па и да ни скритикува како има потреба. Нормално, секоја критика дали позитивна или негативна е позитивна во секој случај. Така, кој е точно Ангелевски приватно? Каква музика ти сакаш да слушаш, што те исполнува приватно, како го трошиш своето слободно време, како ги полниш твоите батерии? Па слободно време дека имам многу, немам затоа што работам некои други посериозни работи од музиката приватно. А низ дома слушам едноставно се да ти кажам. Слушам и македонска музика, слушам и грчка, слушам и албанска музика, слушам и српска, значи се слушам. Е сега како тоа слушање на крајот од се по нешто земам за да дали во лајв настапите, дали во мојата авторска музика, дали во некои преработки да вметам што е добро. Секоја музика има нешто добро. Да не се лажеме, значи и албанската музика има супер, и грчка, и германска, секоја музика се има едноставно свое богатство, своја убавина. Е сега, затоа слушаме се и се што, за да си богат од тој аспект, за да можеш да направиш добар свој продукт, да направиш добра интерпретација на лајв настапите. Слушам и Двабона, слушам и Таско, едноставно се слушам. Баш ми зачуда многу луѓе како викат на свадба. Идеш после свадба се деша да пееме свадба во Скопје и не знам, пајак го пуштам во кола, чисто нешто сосема различно од тоа што сум го правил. Од тоа што си го пеел, да. Ама тоа е богатството дека еден човек едноставно да можеш со некој што викаме на ракија или на кафе да испиеш, да можеш со секој муабет да правиш, да можеш секаква музика да слушнеш, не мора да практикуваш и наставно пред се треба да си човек, а не да ја гледаш кроз музика или некои други работи. Така. Општо и животот да го гледаш така. Годината полека изминува, претпоставувам дека настапите се договорени до крајот на оваа година, каде за новата година, што ја обележа оваа година за тебе? Ова година беше стварно плодна во секој аспект кај мене, и на приватно поле, на професионално поле, не знам каде да почнам, каде да завршам. Многу работи многу сонови ми се оствари оваа година. Мора да се фалам на Господ за тоа, оти без Божја енергија тоа ништо. Многу верувам во Господ и без Божјата енергија едноставно ништо не може да се случи во животот. За нова година мислам дека нема да настапувам никаде за прв пат после 7-8 години. Ќе одморам, ако евентуално не испадне некој пријател близок од некој ресторан, локал да испадне во криза, па да му се најдам, затоа што пријатели знаеш како се чуваат цел живот. На музички аспект оваа година е плодна, посебно да речем од јуни месец наваму, втората половина од оваа година, многу настапи. Еве сега за декември имам закажано 20 настапи за 30 дена. Тоа е стварно голем успех и нормално тешко одржливо, затоа што мораш да си тука и со здравје со тие работи. Како одмарате и кога одмарате вие музичарите? Па ние музичарите многу ретко одмараме. Мислам, многу ретко одмараме. Многу сон треба. Не баш секој може да спие, не знам ако живееш во зграда комшија и тропат како и да, или па ако си во понека урбана средина, например како Скопје тука или кај да е, едноставно проблем е, али јас лично за мене користам прилика што повеќе поминато време покрај езеро, што повеќе време поминато во планина, кислород, сонце, добра храна пред се и се одржуваме во живот некако. Езерото си го имате, претпоставувам дека си во Струга сега периодов. Моментално да, Струга живеам, веќе мислам 90% од времето сум Струга, јас во Струга сум вечно заљубен. Каква е Струга преку зима? Иако сум Брдичаченец. Струга во зима е многу побава него Струга на лето. Да? По мене. Струга на лето стварно имат гужва тие работи, да, оке, езеро, капање тие работи, ама многу малци луѓе се запознаени дека Струга е опколена со многу овој планини, Јабланица едно, тие и други, што се да не сгрешам име. Значи многу планини има во Струга, езерото да не го изоставиме, тоа е едноставно. Иако Охридска, ама и Струга има дел. Да. Струга е преубав град за живење. Реално, ако сакаш малце по-лаган живот, посебно не можете да сме цело време во гужви, ресторани, во хаос, народски кажано, и затоа една од моите одлуки да барем овој период од животот го живеам во Струга, покрај езеро, во планине, покрај природа, покрај мир, е една од главните причини за да
останам присебен, да имам енергија и едноставно да бидам попродуктивен за едни мои проекти, па понатаму животот не знам кај ќе мандне сема да што и Скопје имам живеено, и Штип имам живеено, и Струга, и Кичево, така да... Така, многу си млад, животот е пред тебе и секако ќе има за моментално мислам дека најдобрата варијанта ми е Струга, едноставно да го задржам фокусот. Така, а тоа што е следна на музички план? За следната година можеби да ни откриеш некои нови планови на агендата, на музичката агенда? Планови настапи надвор Македонија се така? едно главната причина што го правам албумот, едноставно сум доста приватен во диаспора и ќе почнам доста настапувам надвор Македонија. Албумот ќе биде како една круна на следна година. Преработки на македонска народна, македонска забавна музика, доста телевизиски гостувања, доста инвестирање во музика и како поминуваат преработките? Честопати ги правиш како музичар? Па да, поминуваат добро, мислам дека допираат до публиката и дека секоја преработка е посебна на еден начин. Секој интерпретатор посебно донесува секоја преработка. Сега с преработките, пример, немаме навика да ги пеам или да ги преработам како оригинал. Сакам да ги направам нешто поразлично. Да внесеш нешто свое, некој белек тоа свој. Поразлично ме носи нагоре во животот, што пример ако испеам, не знам, некоја песна, преработка како што е оригиналот, би звучело многу идентично на тоа. А јас во секој случај сакам да представам нешто мое на публиката за да бидам поразличен едноставно од другите. Така да и авторската музика и преработките поминуваат и очекувам и нормално поголема поддршка со поќе гледаност и поќе настави во секој случај и на тој пат да име натаму. Така, секогаш сме на твоја страна, секогаш ќе бидеме твоја поддршка како млад перспективен музичар, ќе ти посакаме многу успех и од моје и од името на телевизијата секако. Ќе ти се заблагодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна, ќе ти испратиме со еден вредносен ваучер од 500 динари од Smart Service, тоа се моите пријатели во оваа сезона од емисијата. Салон за поправка и продажба на мобилни телефони и се поврзано со мобилни телефони и технологија. Повели ова е за тебе, да си го искористиш, тие се наоѓаат овде во трговскиот центар во Ново Листиче, ќе си ги најдеш секако на адреса. Тоше ти благодарам уште еднаш, ти посакувам успешна кариера, многу си млад, да продолжиш по овој пат, навистина си амбициозен и ќе ми биде драго за тебе да слушне не само Македонија, туку и диаспората и светот секако. Фала ти многу за поканата, баш ми е драго, фала ти на поддршката и мислам дека во блиски подалечен ден ќе се дружиме почесто и ќе сработуваме. Така е. Така е, почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Ова беше најновото издание од своја страна. Разговарам со нашиот млад, амбициозен и перспективен музичар Тоше Ангелевски. Разговараме за неговата музичка кариера, неговиот музички пат, меѓутоа и за следните проекти и успеси кои што ќе ги доживува на музичкиот пат. Се надевам дека бевме интересни, дека го задржавме вашето внимание. Овде ќе ве поздравам, се гледаме наредната седмица во истиот термин. Довидување. Не ме прашувај за мене, не ме прашувај, немој денес. Денес душава ме стега, мака имам што не ми бега. Една жена рани што ми го горе срцево. Немој денес, една жена брату мој. Не прашувај, не сум ни свој. Не ми било друг пан вака, во мене гори се. Noć, vom gradi mi fali ko zdiv, što mi fali. Me boli ko noć, što me žali. Kako žasto život vo mene pali. Me boli ko noć, vom gradi mi fali ko zdiv, što mi fali. Me boli ko noć, što me žali. Kako žasto život vo mene pali. Не ми било друг банд вака, да го немам тоа што го сакам. Не ми било друг банд вака, сам сум виновен.
Не mi bilo druг pad vaka, da go nemam тоа што го сакам. Не mi bilo друг pad vaka, сам сум виновен. Не ми било друг pad vaka, во мене гори се, не сум сакал никого вака. Не ми било друг pad vaka, не ми е прва ми е што дојде и сами љубови без. Не ми било друг pad vaka, во мене гори се, не сум сакал никого вака. Не ми било друг pad vaka, не ми е прва ми е што дојде и сами љубови без. Сладок отров боли ко noć во гради ми фали ко здив што ми фали. Ме боли ко noć што ме жали, како жасту живот во мене пали. Ме боли ко noć во гради ми фали ко здив што ми фали. Ме боли ко noć што ме жали, како жасту живот во мене пали.